За празниците сум дојдена од странство, а од Банален, Штипска мобилара ми направи голем проблем. Ми ги упропастија празниците, а незавршена ми остани работата по која дојдов. Се жали Сашко Трајковски од Проби Штип. Го несов телефонот во Штип за замена на стаклото ми беше скршено. И го заменија стаклото, после неколку дена ми го донесо телефонот. Сакав да се преклучам дома на мојот Wi-Fi, извинете. Значи, не можев да се преклучам, му се јавив на господинот. А неговиот одговор беше да му го вратил телефонот поново, за да реши што се случува. Значи, му го пратив телефон после дори вчера, му се јавив и го прашав што се случи со мојот телефон, уствари, докаде е постапката. Ми рече дека открил дека не работела антената за Wi-Fi-то. И дека тоа не е негов проблем, он ми го заменил стаклото, ми наплати 2400. Значи, као не може да го смени, тоа не е негов проблем. Без телефон и телефонските броеви во него, Трајковски работно е парализиран. Ја да пратам лице, да му пратам во дуќанот, ја не смеам да му отидам лично, се одемам телефонот, не знам од кои причини, и значи не ми ги враќа париве, и телефонот, значи јас сум сега без телефон, без пари, значи без нешто. Пошто не сакав да имам расправи со дотичен господин газда на мобиларата. Вчера се јавив културно во полиска станица Штип. Ми рекоа дека ќе контактираат полиска станица Проби Штип, ќе го решиме случајот. Се јавив во Проби Штип, рекоа да чекам документ изготвиле, лицето било предупредено, само со тие зборови. Дека понатака действие полицията не може да преземе, едино јас, да го оттужам приватно лицето на адвокат. Од полицијата потврдуваа дека пријава за случајот има, но и дека спорот треба да се реши по судски пат. Лицето СТ има поднесено пријава, но во случајов нема кривично правен настан. Се работи за поплака која подлежи на приватна тужба и не е во надлежност на полицијата. Информираат од секторот за внатрешни работи Штип. По ова, Трајковски е збунет уште повеќе и апелира на предпазливост.